Кочани и официјално стана првиот град во источниот регион каде започна да се плаќа надоместок за користење на јавните паркинг простори во централното градско подрачје. Возачите во иднина ќе плаќаат по 10 денари од час за оставање на своето возило на обележаните места, а доколку сакаат, можат да направат и претплата, што ќе ги чини 500 денари месечно. Доколку пак имаат потреба од одредено паркинг место што постојано ќе биде слободно само за нив, таквото задоволство ќе ги чини 5000 денари месечно. Одлуката што ја донесе локалната самоуправа за платено паркирање беше точката на која што попушти толеранцијата на граѓаните. Тие се самоорганизираа и започнаа иницијатива за собирање потписи против одлуката на власта да наметне нова давачка, што потоа се прошири и против поскапувањето на цената на водата за пиење и надоместокот за канализација. Иако локалната власт формално правно не ги прифати собраните околу 1700 потписи и петицијата практично е отфрлена, иницијаторите на активноста можат да се сметаат за морални победници во постапката. Пред се затоа што одзивот беше неочекувано позитивен, а од друга страна што тоа е прва таква иницијатива за прашање што се однесува на самите граѓани. Во Сумаголник разговараме со Александар Симеонов и Благица Сабовљовиќ Стоименова, главните носители на идејата за собирање потписи, за тоа како тие гледаат на будењето на граѓанската иницијатива. Симеонов, стартуваше веќе одлуката на Советот на општина Кочани на локалната самоуправа за платен паркинг. Вие имавте една иницијатива за собирање потписи, се собра 1700 граѓани да дадат своја поддршка. Формално правно петицијата не е успешна, меѓутоа сепак реално дали оценувате дека е успешна и дали сте задоволни од тоа како граѓаните дадоа одзив? Ако ви дозволите, јас би сакал пред се да направам една кратка хронологија на нештата со првата официјална најава дека ќе има платен паркинг, нели, дека веќе е неизбежно, дека тоа нешто го подготвува локалната самоуправа за оваа година, за почетокот на јули месец. Едноставно коментирајќи на едно од јавните гласила, го видов расположението на граѓаните, дека им постои граѓанско незадоволство и дека има потреба да тоа задоволство се артикулира на некој начин. Понатаму се пренесовме на социјалните мрежи. Направивме еден настан на кој што сакавме да го испитаме повторно, нели, расположението на граѓаните, дали би биле спремни да прифатат една таква иницијатива. Во тој дел ја поканив госпојата Благица Сабовљовиќ Стоименова да заеднички, нели, ја почнеме таа иницијатива која би била против таа одлуката за воведување на платен паркинг. И тоа зошто? Од едноставна причина. Значи, се воведува платен паркинг на овие јавни површини, кои што веќе се платени од парите на граѓаните, чие што, нели, правење, чие што обележување е платено од парите на граѓаните, а сега некој сака тоа повеќе кратно да го наплатува во иднина. И со тоа некој, нели, понатаму да стопанисува. Дали општина, дали ќе биде приватно лице. Поентата за мене лично е следна. Дека со тоа пред се одзема правото на движење на јавниот простор на граѓаните. Тоа ми е основно. На кој начин? Па ако веќе морат да платат за станување на своите возила на јавниот простор, тогаш можеби прашање на време е кога ќе треба да платат, дека можеби ќе ги минат мостовите, дека можеби ќе треба, нели, некаде да се задржат, некаде да престојуваат. Збориме на јавните површини. Друго е, кога се тоа индустријски капацитети, кога се тоа, нели, приватни поседи, каде што, нели, нешто се чува, се обезбедува. Рековте, иницијативата почна на социјалните мрежи, меѓутоа потоа продолжи и во јавноста и на други форми. Така, сакавме едноставно да имаме нешто во вид на официјален запис, че пред се тоа ни беше да биде, да речеме, една символична иницијатива за тоа дека некој во тоа време се спротивставил и дека некој во тоа време презел граѓанска одговорност наспроти оние кои што се повикани да работат за граѓаните, а не ја презел. Таа иницијатива
беше значи, солидно прифатена на социјалните мрежи, околу 980 луѓе се собраа и рековме дека таа иницијатива би требало да излезе на улиците за да видиме нали, како луѓето буквално на терен ја прифаќаат или не ја прифаќаат. Собравме од мојата скромна желба за 100-200 потписи. Ние собравме околу 1700 потписи, кои што укажаа на незадоволството на граѓаните од ваквата одлука и дополнителните одлуки за поскапување на водата, на услугите за канализација и дека граѓаните едноставно чекаа некој да ги покрене за да тоа незадоволство го искажат и да можат буквално малце послободно да истапат како граѓани за да се чуе нивниот глас. Вие не сте психолог, меѓутоа како лично го коментирате, го разбирате ваквиот одзив на граѓаните? Ваквиот одзив на граѓаните го коментирам како еден буквално сублимат на нивното незадоволство кој што сега требало да излезе на површина. Знаете, друго е кога некоја организација ќе покрене, друго е кога некој извор на моќ, да речеме дали ќе биде партија или нешто ќе ги покрене граѓаните, а друго е кога вака изворно една граѓанска иницијатива ќе ги анимира и буквално ќе ги покрене граѓаните да ни даваат безрезервна поддршка, да доаѓаат онака енергично да се потпишуваат, да доаѓаат еден за друг, што мене лично ме воодушеви во целата ситуација. Во целиот тој период дека се собираа потписите, имаше луѓе кои што велеа дека се од различна партиска условно припадност, односно видување, имаше од различни верски убедувања, што значи дека една цела масовна поддршка ви дадоа. Апсолутно. Имавме буквално поддршка од сите политички провиниенции или луѓе кои што се деполитизирани, нели, обични граѓани, точно дека рековте, без оглед на верското, расното, било какво убедување, тоа може да се провери од списокот, дури и прилично етаблирани, значи, припадници на двете партии, и на опозицијската, дојда и се потпишаа. Ова е една од првите иницијативи, ако не и прва во Кочани би рекол граѓанска иницијатива за да се искаже јавното мислење на поинаков начин отколку досега за нешто што власта одлучила да го наметне на граѓаните. Сметате дека го пробивте ледот и дека мразот и дека понатаму ќе биде полесно? Да, токму тоа многу ме радува, бидејќи иако формално правно ние ја изгубивме битката, бидејќи оваа иницијатива на крај се затвори во некакви формално правни рамки, каде што не беше соодветна, нели, за да произведе правно дејство. Подпишувањето на 1700 граѓани, буквално мислам дека го проби ледот за понатаму да се изразува и граѓанското задоволство, и граѓанското незадоволство, и секоја граѓанска иницијатива, и тоа на прилично артикулиран, на прилично енергичен начин. Надминат ли е стравот кај граѓаните? Страв од последици, доколку го искажат таквото незадоволство? Да бидам искрен, сметам дека се повеќе се надминува, иако добар дел од граѓаните нели се уште ги држи таа, да кажам, состојба на параноја дека еве нешто ќе ми се случи ако ми го видат моето име и презиме меѓу тие 1700 граѓани потпишани, па ако го видат мојот регистрационен број на личната карта, нели, како да некој ќе бара. Меѓутоа, мислам дека е добро што се создава критична маса. Нешто кое што веќе не смее да биде игнорирано, затоа што понатаму мислам дека граѓанското незадоволство би можело да се прелее. Ви беше даден една правна норма, би рекол, услов што треба да се исполни за да биде официализирана вашата петиција, односно собирањето потписи, да се собере одреден процент на гласови во канцеларијата на Министерството за правда, односно Државната изборна комисија. Тој процент од
100% запишени гласачи прифатлив е, реален е, може да се изпълни за тие 30 на дена? Еве замислете, значи отприлика имам податок дека Кочани имат околу 28.000 нели регистрирани гласачи на гласачкиот список. Тоа би значило дека треба во рок од 30 дена, од кои 20 се ефективно работни, во тие 8 часа да пројдат 2800 луѓе. Не знам колку е тоа изводливо. Зошто мислите дека не е изводливо? Имајќи ги предвид последните председателски избори. Ако се сеќавате, двајца од независните кандидати кои се кандидира добија одвој по 2000 потписи, тоа на државно ниво. Од една страна мислам дека на општинско ниво е неизводливо за така кратко време да се соберат 2800 потписи во ситуација кога луѓето таму би трпеле малце поголем притисок и кога би осетиле една несигурност во државните институции да појдат и да се потпишат за ваква иницијатива. А од друга страна, споредено со тие 2000 потписи што ги добиле на државно ниво, 1700 потписи на општинско ниво, значи на ниво на една општина, е извонреден успех. Значи ли тоа на некој начин поставување услов кој што во иднина ќе ги на некој начин луѓето одрекува од слична ваква иницијатива, односно ќе ги одвраќа од слична ваква иницијатива, мајки предвид дека реално тие 2800 потписи не можат лесно да се соберат? Па напротив, мислам дека ваквото формално правно барање во иднина би можело буквално благовремено да се земе предвид и нели тие луѓе благовремено да се анимираат доколку навистина постои граѓанско задоволство, незадоволство, иницијатива некоја граѓанска, да се соберат и да помине тоа, нели, пак ќе кажем формално правно, онаму каде што треба во државните институции. Кочани со оваа одлука е прв град во источниот регион каде што се воведува платен паркинг. Условно речено е меѓу градовите каде што има највисоки цени за комуналните услуги, овде мислам на водата за пиење, на собирањето сметот и канализацијата. Од 1 јули стартува и нова цена за електричната енергија. Општината донесе одлука и да се собираат известни финансиски средства за поставување таблички со броевите и имињата на улиците каде што живеат граѓаните. Еден куп, би рекол, од нови давачки. Очекувате ли дека народот лесно ќе премине преку целото ова или пак ќе биде потребна една нова иницијатива за собирање потписи? Така, ваквите неславни рекорди што ги наброивте и во кои нели Кочани еве го држи првото место, лично мене не ме прават горд. Очигледно ова се што го наброевте најавува едно уште пожешко лето за граѓаните и уште поладно за нивните новчаници, односно за нивните џебови. Затоа сметам дека доправа треба да се случуваат едни вакви иницијативи и ќе се случуваат бидејќи свативме една работа. Значи граѓанинот сака да биде слушнат. И доколку доколку самиот не може да поднесе иницијатива, тогаш има луѓе кои што тоа ќе го направат. Имаме ние, нели не сме само ние, има многу граѓани кои што се честни, кои што се образовани, кои што се нели вични да сето тоа го направат и да може во иднина буквално да сето тоа прозвучи и биде проследено и испочитувано од локалните институции. И при крај на овој разговор, можно ли е некаков вид на граѓанска непослушност, односно непочитување на донесените одлуки, или пак во крајна линија избегнување на местата каде што ќе се плаќа за паркирање конкретно? Па добро, за граѓанска непослушност, да бидам искрен, не знам, не би можел да шпекулирам, меѓутоа избегнување на местата задолжително. Тоа значи дека ќе се оптоварат некои други места во градот, јавни простори каде што нема да се наплаќа за паркинг. Така е, тоа се случи значи на настанот во социјалната мрежа што го поставивме. Еве еден дискутант од Битола кажа: видете ги местата во Битола, видете ги главните улици, сите се празни со оглед на платеното паркирање, а видете ги споредните улички, таму е невиден хаос. Затоа јас не знам кој ќе има полза од ваквата мерка.
Симеонов, ви благодарам за разговорот. Посакувам слични вакви иницијативи, не само за вакви негативни работи, туку можеби и за некаква позитивна нечија помош, да му се помогне некому, да успеат во иднина и како граѓанска иницијатива да се профилираме барем по нешто позитивно како град во Македонија. И јас искрено се надевам, молам, ми беше задоволство. Сабовлевик, докаде е состојбата со вашата иницијатива граѓанска после онаа одлука што беше донесена на седницата на Советот неодамна? Нема да сгрешам ако речам меѓу почетокот и крајот. Точно на средина. Значи, малку попасивно продолжија активностите и еве користам прилика да се извинам и до јавноста и до сите 1700 подписници што обратно ги поставивме работиве у самиот старт. И тоа е и добар доказ на господата од партијата на власт дека навистина нема никаква политика и партизација во нашата исклучиво граѓанска иницијатива. Зашто ако ние навистина имавме поддршка од опозицијата, тие ќе не упатеа точно по правиот по вистинскиот протокол на движење како треба да оди една иницијатива, односно писмото што го добив после предавањето на петицијата во собранието во локалната самоуправа на Кочани, во која убаво децидно ме известува дека за да добие формално правен на тежина петицијата и да дојде на дневен ред на Советот на општина Кочани, треба да собереме 100 подписи во канцеларијата на Државната изборна комисија во склоп на Министерство на правда што работи во локалната самоуправа и после тоа најмалку 10% од избирачкото гласачко тело на општина Кочани. Тоа е? Значи, скупно околу колку? Па тоа е околу цирка 2500 глас. 100 подписа никаков проблем не е. Меѓутоа проблем представуваат другите 2000, ајде 1700, нема да ни бидат признаени, најверојатно, тоа е моја предпоставка, во тек ја дадов на неколку адвокати тоа што требаше да го правам предходно, сега го правам, ама тоа е неукоста, ние не можеме да бидеме и правници и граѓани што ќе си го бараат своето право, а од друга страна нели имаме своји бизниси, мораме да живееме од нешто. Ова од нас за народ го правиме, и за нас и за народ. Мал иницијативен тим. Так. И не успеавме добро да се информираме, не се потрудивме можеби. Едно извинување уште пак ќе кажам и до сите подписници и поддржувачи на нашата иницијатива и благодарност за нивната доверба, што иде повеќе како фактор човек со граѓанин и револт од последната одлука, што дефинитивно не е конструктивна, да ми простат советниците дури и малку надлудничава. Иако и нив индиректно ги погаѓа, меѓутоа малку и надлудничава. 2800 луѓе би требало да се подпишат во една канцеларија. Реално, дали можно тоа да се... Првичното тумачење е така, дека 2800 луѓе треба, цирка, нели рековме, по работното време, како што работи канцеларијата на Државната комисија, да доаѓат и да се подпишат. Тоа е веќе силна машинерија за покренување. Тука треба и луѓе, тука треба и средства, ние тоа си го на минимум сведовме, немаме извор, одма да го расчистиме, имаше многу дилема меѓу сограѓаните, која владина организација ја застапувам или не владина, нема организација. Човек, организација. Е уште еден доказ дека човекот е сепак поголема сила и од организацијата. После подолг период, би рекол, во Кочани се создава една граѓанска иницијатива, се буди една граѓанска иницијатива. Немаше барем досега така јавно за некое прашање кое што ги засега сите граѓани. Како дојде до тоа идејата, како се роди? Имаше ли подготовки претходно? Никакви. Подготовките се огорченоста од сите претходни лоши одлуки. И на овие, на оваа гарнитура, и на нивните претходници, како што и у претходната средба со вас реков, може би ова беше само капка на преполната чаша. Значи не ги лишам од одговорност и нивните претходници. Рефлексиите од лошиот домакинлак на Сокочани и сокочанската инфраструктура и сокочанското стопанство
надградени од сегашните во последните 7-8 години со новата власт само кулминираат. Значи, дојде крај на лажата. И не се случајно, не е случајна таа поддршка на и будење што вие викате на граѓанската свест. Не се заспани нашите луѓе. На тоа на секој да му е јасно. И сами гледаме дека се избраа по-лесен, по-низок отпор на по линија на понизок отпор да го искажат своето негодување. Си ги спакуваа куферите и до куќи и мачи си изнесува ван Кочани. Рековте во една од претходните изјави дека на претходната иницијатива за собирање потписи се собирале луѓе, односно потпишувале луѓе кои што биле од различни партиски провиниенци. И вероисповест, дури и националност. Имавме една госпоѓа од Бугарија, граѓани на Благоевград, од нејзиното лошо искуство со бочното паркирање и со стеснување на улиците во интерес на паркинг места за наплата, комерцијализирање на сообраќајниците, со задоволство се потпиша. Таму стои кај нив се списковите. Има госпоѓата е потпишана. Вие освен за паркинг просторите, фактички собиравте потписи и против покачувањето на комуналните Комплетната одлука донесена на Советот на 28.5 за покачување на вода и на канализација. Под изговор, нивниот изговор беше дека електричната струја, сите да речем, материјалите, не се материјали, нели, сето тоа што го следи производството на водата, на одржување на канализацијата, биле покачени. Па да ги прашам, моментално бизнис лобито го води Кочани. Па зошто тие ги намалија дневниците на нивните работници? На граѓаните не се качени трошковите на електрична струја? Немаат ефтина или имаат некое ноќно да седат цела ноќ будни 10% колку ни се таму качи, сега да не карикирам со бројки. Па зошто ги намалија дневниците беа по 400-420, паднаа на 350 денари. Значи генерално на сите ни се намалува заработувачката. Не само на општиот работник, и на нас самите инвеститори. Ама секој гледаме малку од нешто ќе скратиме за примерно да дадеме ред, а не само задолжувај се или удри, во нивниот случај удри по домашниот буџет на и така веќе осиромашените. Можеше ли без разлика на тоа што законски не сте ја спровеле петицијата, сепак Советот да има малку поголеми обзири да, тоа што има да, некаква да, јас си повикав нели по социјалните мрежи, имав едно мое пишување дека оваа петиција нека ми простат пријателите мои во Советот на општина Кочани е далеку повредна од тие бројки тие што ги бараат. Значи има тежина по основ на моралот и на етиката на господата што ја донасаат одлуката. Ние не ги доживуваме нив како непријатели. Зошто не тераат и како опортунисти да им бидеме? Зошто? Што ниве не е градот? Нели сме наши сограѓани, значи и на нив им се рефлектира ова. И тие ќе го плаќаат ова. И ним нема бакшиш да им биде. Го сваќате ли како пораз оваа донесена одлука? 1700 гласа, 1700 луѓе да ти дадат поддршка, да ги канеш на свадба, господине Тони, па се многу. А нели вака да ти искажат едно незадоволство. Значи луѓето што го водат градот, ако имаат високо развиена свест и совест, ќе се помислат што значат овие цирка 1700 потписи. Значи тоа е само една сугестија граѓанска голема, едно незадоволство културно, демократски искажано. Немој да не мотаат во тие лавиринти правни за да се одбранат. Пред себе нека се одбранат. Не пред нас, пред нив, а тек после пред поколенијата. Имате вие една, би рекол, идеја во зародиш, како да се излезе сега од оваа состојба, да се реши хаосот во паркирањето. Во договорањето на емисијата рековте дека би сакали да ја поделите со јавноста. Идејата самите граѓаните да се организираат. Ја можеби нема ништо ново да кажам, меѓутоа така имаше еден предлог. Значи јас се движам, таква ми е работата, често сум низ чаршија, скуп на мислења, збир на мислења, нели? Ајде еве да речем гласот на народот. Со тебе разговарам, со друг пријател разговарам, секој каже
по некоја идеја конструктивна, јас што сметам дека е конструктивна, па убаво е да поделиме, нели, нешто интересно. Имаше еден предлог од еден наш сограѓанин. Тоа е инвестиција нова, не викам не, ама па нели за тоа се таму, има грантови, има, тука е менеджментот многу битен на општината, како ќе се изменаџира, нешто од грант, нешто од сами бизнис секторот ќе дополни. Не викам за без пари, нели, со добри цени само, издржливи цени. Да се продолжи потечењето на реката, да се искористи еден мал дел од воздушниот простор на реката за тротоар. Зборам на потегот кај Маршал Тито. Од овој мост тука, па се до добро би дошло до мостот на кај поштата долу Кочани. Тоа се има си и таму стручни лица, чисто така како една опција, нели, како еден предлог од еден наш сограѓанин да се изведе монтажен тротоар, а веќе постоечиот руиниран тротоар и липките убави да си дојдат бочни паркинзи, со тоа што целата сообраќајница би била на располагање за да си се вратат во нормална состојба како што беа сообраќајниците. Да се движиме во два правца. Тоа е едно од можности. Ќе се добие и во време, ќе се добие и во паркинг, и во простор. И како ќе се добие во простор, а велам во време, значи ако е тоа најбрзо изводливо. Ајде да размислуваме на сите позиции во градот, урбанистите нека кажат, сите и постоечи, макар малку импровизирани паркинзи, што се најблиску до паркинг места, ајде да ги модернизираме малку. Па нека биде тоа и од нас учесниците во сообраќајот. Нека биде некој самопридонес. Има паметни луѓе што плаќаме за тоа, па они нека кажат како би протоколот течел, не пак да се фатиме во лавиринтите правни. Значи, да дојдеме до бесплатни паркинзи, со наше самоинвестирање. Еве, не си ги исклучуваме обврските и на граѓани, не само да си ги бараме правата. Еве, да инвестираме, има толку убава понуда, тие што инвестираат во градежништвото, што се инвеститори, многу убаво знаат. Толку има убава понуда на модерни лифтови, на спратови, на не знам што катни гаражи, на монтажни на лице место да се направи кај што ќе се најдат и станарите, кај што ќе си го добијат своето место што си го платиле приликом купување на становите и ние како дојде ни во тој момент да се паркираме кој службено, кој приватно ни гости и така. За крај на разговорот, иако темава навистина е голема и широка, ова целата идеја што вие имате се искажено и преку медиумите и на социјалните мрежи, сметате ли дека е можно да се направи поширока јавна дебата граѓанска, да се слушнат мислењата и дури треба, ако има слух, ако имаат слух, тука ќе речам и опозицијата може да одигра голема улога. Сепак се побројни, разработена машинерија, да речем, за анимирање, имаат свое членство. Треба да се стави за округлим столом, што би рекли политичарите. Треба да се стави и да се малку да се даде време на оваа акција, на овој проект. И на цената на водата и на посебно на канализацијата. 150% покачување. Па и по Бога е греота што викаат стари. За закон и да не зборим. 150% источен регион, брегалнички регион, ајде да не навлегувам во теми што не ми се познати, не сега на папата папа јас или било кој од нас што не сме доволно информирани да го коментираме тоа, меѓутоа многу е.